Ние денес, почитувани гледачи, имаме една абсурдна политичка ситуација со Росовите медиуми да барат оставка од Никола Груевски после 11 победи на изборите во Република Македонија. Од друга страна, Зоран Заев, кој има последователни 5 порази да биде новиот македонски премиер. Зоран Заев беше вршител на должноста председател на СДСМ 2008 година. Тога СДСМ ги изгуби председателските и ги изгуби локалните избори во Република Македонија. 2014 година повторно лидер на СДСМ е Зоран Заев. Тога СДСМ ги губи парламентарните и председателските избори. На 11 декември 2016 година повторно Зоран Заев е лидер на СДСМ. Тој ги губи парламентарните избори пред 4 месеци со 20.000 гласа разлика во корист на Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Ако ги мериме резултатите или поразите на Зоран Заев на изборите кога тој е носител на пратеничката или листата на СДСМ во четвртата изборна единица, тогаш бројот на 5 порази се зголемува на 8, односно 9 политички порази на Зоран Заев на македонската политичка сцена. 2008 година, 2011 година и 2014 година Зоран Заев ја губи политичката битка визави Зоран Ставревски. На изборите 2016 година во четвртата изборна единица Зоран Заев е поразен од Никола Груевски. И така доаѓаме до абсурдната политичка ситуација, почитувани гледачи. Зоран Заев, кој после Мендух Тачи има најмногу порази на политичката сцена во Република Македонија, да треба да биде иден македонски премиер. Во рамки на СДСМ најтешкиот пораз го има Љубомир Трчковски со освоени 200.000 гласови на председателските избори 2009 година. Од друга страна, Радмила Шекеринска го има најтешкиот пораз на СДСМ на парламентарните избори, кога едва освојува 220.000 гласови. Тоа е тројката во СДСМ која владе со македонската опозиција, која би требало, како што сега стојат работите, да биде нова власт во Република Македонија.